Ви благодарам на образложението уште еднаш. Се согласувам со вас дека роковите се кратки, меѓутоа роковите започнале од 2018 со набавка на одредена терапија во која што и медиуми, приставки од граѓани и вриштења по социјалните мрежи било повеќе од очигледно дека има некакво случување. Да се расчистеле работите, можеби тогаш немаше да ескалираат до овој степен, па сега да не знаеме што е суво, што е сурово и се да гори заедно. И сите доктори и сите пациенти да бидат во одреден сомнеж за што примиле иако се живи, иако се умрени. Роковите, како што кажав, се започнати од 2018. Анкетната комисија работи согласно своји рокови, а бидејќи процесите се актуализирани веќе во февруар, кога Министерството за внатрешни работи ги актуализира, во самата институција, понатаму и Државниот завод за ревизија, понатаму и обвинителството, кога веќе ескалира, вие сте дел од системот на лекови кои што завршиле во Македонија или не во Македонија. Вие сте дел од системот кој што опфаќа лекови што завршиле кај одреден или кај некој друг пациент. Ако се изолирате и велите само веледрогериите, дајте ги одговорите за веледрогериите. Ама не може да дојдете на анкетна комисија да не дадете никаков одговор за ништо, а сте дел од системот на здравство, дел кој што опфаќа веледрогерии, набавка на медикаменти, контрола на квалитет и нивно излегување од веледрогериите. Јас ве замолувам, како што и кажавте, застанете на страна на сите оние кои што се обидуваат да се борат за вистина. Помогнете ни и вие, за да можеме ние да помогнеме на целата држава. Ви благодарам.